Добар ден, почитувани, стартува најновата Телма амбуланта. Болестите на срцето се една од водечките причини за смртност во светот. Но добрата вест е дека многу од нив може да бидат спречени или контролирани со соодветни мерки и здрав начин на живот. На што да се фокусират во 2025 година? Кои пристапи би можеле да ви помогнат да го одржите здравието на срцето? Денеска ќе ги разгледаме клучните чекори за подобрување на здравието на вашиот кардиоваскуларен систем со доктор Оливер Бушлетич, интервентен кардиолог. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите. Во петочното издание на Телма амбуланта, кое го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев, ќе зборуваме за начините за одржување на здравието на срцето и крвните садови. Гостин во студиото ни е доцент доктор Оливер Бушлетич, интервентен кардиолог. Секако во клиничката болница Жан Митрев. Добре ни дојдовте, докторе, во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден, ви благодарам на поканата. Еве, крај на годината, ја ја завршувам со една промена, сега сум дел од тимот на Жан Митрев клиника. И на почеток имам една обврска да ги поздравам мојот тим од ангиосалата. Така ве поздрав и од нас до нив, до целиот тим. Докторе, денеска ќе ги разгледаме кардиолошките препораки за 2025 година, односно, што ако Дедо Мраз би бил кардиолог, што би им препорачал на нашите гледачи? Да, бидејќи е крај на година, нели обично се честитки за здравје, за среќа, за радости во новата година. Па ете можност да продискутираме што значи тоа добро здравје, односно како до добро здравје во 2025 година. Така, ние издвоивме некои клучни работи, некои препораки кои што може би биле клучните препораки, вие ќе ги разгледате со нас, ќе кажете што од сето тоа треба да се практикува за да биде здраво срцето и крвните садови. Еве ќе започнеме веднаш. На прво место на нашата листа се наоѓа здравата исхрана. Па докторе, што значи здрава исхрана кога станува збор за срцето? Колку сол да се внесува, колку шеќер, кои масти се пожелни, кои да се избегнуваат? Да, исхраната е првиот чекор во превенција на кардиоваскуларните заболувања. Еве, бидејќи е расположение пред нова година, нема да зборуваме статистики, смртност, фатални исходи. Ќе зборуваме како воопшто да не дојде до овие компликации, затоа што најголем дел од кардиоваскуларните компликации можеле да се превенираат или да се одложат за десетина па и повеќе години. И тоа е таа превенција, каде што прв чекор, еден од првите чекори е здравата исхрана. Во здравата исхрана се подразбира, нели, она што е медитерански тип на исхрана, каде што треба да доминира овошје и зеленчук, а како одиме кон таа пирамида нагоре, се помалку, нели, месо, млечни производи и на крај шеќерите, за жал кај нас присутни, нели, преку тестенините. Тестенините се скроп, тоа на крај е шеќер и цел тој вишок од јаглехидрати, од шеќери се складира во масно ткиво, кое понатаму е ризик фактор за кардиоваскуларни компликации. Ние сакаме да си ја засолиме храната. Да, добра храна ако е солена. Зачината и солена, така. Добро сирење ако е солено. Обично на пациентите препорачувам дека солта се користи додека се подготвува храната, што ќе се стави за да храната добие вкус, бидејќи без сол па и не може да се конзумира храната, меѓутоа да нема соларник на маса. Тоа е правило. Значи тоа е добра стратегија. Тоа е стратегија, да. Додека тој што го подготвува јадењето, дозволено е да стави колку за вкус, меѓутоа да нема соларник на маса, па после, нели, еден круг во салатата, еден круг во јадењето, затоа што сите препораки веќе со години наназад зборуваат за рестрикција на сол. Тоа е едно лажиче во користење во текот на 24 часа сол. Тоа е малку. Денеска сите оние подготвувани храни, не знам, смоки, чипсеви, сите тие додатоци се со многу голема концентрација на сол, така да стварно соларникот не треба да биде дел од масата. Физичката активност треба да биде дел од нашето секојдневие, затоа на второ место се наоѓа физичката активност кај кардиолошките совети во годината што ни следува. Сега,
На кој начин редовната физичка активност би придонела кон здравјето на срцето и крвните садови? Физичката активност е нешто што оди заедно со здравата исхрана и тоа е правиот чекор кон одржување и спречување на кардиоваскуларни заболувања. Физичката активност може да биде различна. За некого е возење велосипед, некој е брзо пешачење, качување, угорници, вежби, веќе сега има најразлични справи. Бенефитите од физичката активност се многу страни. Прво го подобрува метаболизмот, ја подобрува вредноста на крвниот притисок, ги троши тие субстанции на стрес или хормони на стрес и на тој начин спречува појава и развој на атеросклероза. А атеросклерозата значи старење на крвните садови и во основа на срцевиот удар, на мозочниот удар се наоѓа причина е нели таа напредната атеросклероза. Значи физичката активност мора да биде составен дел од нашиот 24-часовен план. Како што имаме план за спиење, за јадење, мора да најдеме време за физичката активност, а тоа значи активност што ќе не задиши, што ќе ја покачи нашата срцева фреквенција, нели пулсот да дојде над 100, да не биде тоа како нели го викаме ние шетање по излози, нога пред нога, тоа баш и не е физичка активност, него малце да се покачи пулсот, Забрзанот. да има забрзано, да на некој начин се замориме. Бенефитите се многу страни и мораме тоа да биде дел од нашето секојдневие. Но не секој наоѓа време секојдневно да биде физички активен. Некои физичката активност, односно спортувањето, го концентрираат во 2 дена од неделата. Дали викенд вежбачите би имале подеднаков бенефит од ваквиот тип на физичка активност како и оние што секојдневно вежбаат? Да, современиот начин на работа, останување до покасно на работа, ја скратува можноста за физичка активност во текот на работните денови. И викенд вежбањето има своји бенефити. На крај е важно во текот на една недела да имаме 150 минути физички напор, умерен или поинтензивен физички напор, меѓутоа да биде 150 минути. Испитувањата покажале дека и тие викенд вежбачи или спортисти имаат бенефит, иако тоа се 2 дена во неделата, меѓутоа и тоа е многу подобро отколку да не се вежба. Сега, многу пациентите често кажуваат, па добро, јас сум физички активен на работното место. Или по дома работа. Да, или по дома, меѓутоа не е тоа таа физичка активност што ќе не ослободи од стресот, што ќе делува позитивно на нашиот метаболизам, на нашиот крвен притисок и на нашите крвни садови. Обично знаат да кажат, еве бев 5 дена на скијање, и сега тие 5 дена, нели, дека имаат корист во текот на целата година, не. Мора да има континуитет. Не може тоа да се распореди не во минути. Не се распределува, не. Распределувањето е во рамките на една недела. А, доктор, има ли некоја физичка активност или пак вежби кои што не се препорачливи за срцето? За здраво срце, нели, сето тоа треба да биде до некои граници, значи да не стане екстремен напор, да бидат сочувани оние правила на прво загревање, па физичка активност со поголем интензитет и после еден период на опоравување, нели, до одмор. Нагли вежбања со многу висок интензитет може да направат проблеми, пред се повреди, не толку за срцето, меѓутоа и за срцето особено, нели, ако имаат некои срцеви заболувања, тоа треба да биде дозирано и да се сочува тоа правило на тренинг. Познат е тој, нели, синдром на овертренинг, на претерано тренирање, кој исто така носи своји проблеми, така да обично кога некој сака да започне со поконкретна физичка активност со умерен или повисок интензитет, убаво е да направи една проверка. Тоа се неколку прегледи каде што и самиот ќе може да одреди кое е нивото со кое ќе започне и како ќе оди прогресијата на вежбањето.
А, докторе, доколку веќе настанале некакви промени на крвните садови, како што е атеросклерозата, дали редовната физичка активност би го поправила проблемот? Може ли да се надеваме на нешто такво? Да, многу е лошо да се ставот дека еве сега земам лекови, не треба да вежбам, да земам лекови за масноти или за крвните садови, не. Физичката активност и внимавањето на исхраната заедно со солта е секогаш заедно со терапијата со лековите, сигурно дека ќе помогне тие ризик фактори да бидат подобро и оптимално регулирани. Но ако има еднаш настаната атеросклероза на крвниот сад, дали е тој процес повратен? Може ли да се елиминира на некаков начин? Прва цел на веќе тоа е секундарна превенција, значи болеста се појавила, промените на крвните садови се појавиле. Таа атеросклероза инаку е процес кој започнува многу рано, веќе од 20-та година од живот, така да правилниот начин на исхраната и превенцијата треба да започне многу порано, не на 50-60 години, тогаш веќе нели последиците ги лекуваме, превенцијата започнува рано. Атеросклерозата е процес кој може да се успори, да се стабилизира, а во некои идеални услови кај одреден број луѓе дури и се намали таа количина на атеросклеротична плака. Еден од кардиолошките совети кои што ги упатувате на гледачите е и регулирање на телесната тежина, и тоа е дел од нашата листа. На кој начин покачената телесна тежина го оштетува срцето? Гојазноста, дебелината или обезитас, нели најчесто наједноставно се одредува преку тој body mass index, каде што е тежината, висината, и според тие скали над 25 веќе спаѓаме во група на зголемена телесна тежина, а body mass index на 30 веќе е гојност или гојазност. Дебелината оди со нарушување на метаболизам, на шеќери, значи развој на преддиабет или диабет на шеќерна болест, води кон покачување на крвниот притисок, а тоа уште ако е придружено заради дебелината помала физичка активност, ако е кон тоа имаме додадено и цигарите, пушењето, веќе ги имаме сите ризик фактори за лоша прогноза, за висок ризик од кардиоваскуларни компликации. Така, значи да им посакаме на гледачите здрава, оптимална телесна тежина. Да. Но тоа понекогаш може да биде проблематично кај жените кои што се во период на перименопауза и менопауза, кога едноставно тие се борат со проблемот, со тежината и секоја година накачуваат по килограм или два. Што може кај нив да се направи? Зголемената телесна тежина нели го зголемува ризикот. Многу е значајно да се внимава. Денеска е нели во светот има најразлични методи, упатства, па веќе и терапии кои помалку или повеќе успешно помагаат во намалување на телесната тежина. Во менопаузата сигурно консултациите со гинекологот, дали хормоналната терапија ќе овозможи тој период да се помине полесно, постабилно, барем да нема такви варијации во телесната тежина. Ригорозните диети можат ли да остават некакви последици или пак сепак би биле бенефитни, односно би имале корист од нив, бидејќи ќе дојде до регулација на телесната тежина? Ригорозните диети знаат пациентите да се пофалат дека за 3 месеци 15 кила ослабеле, меѓутоа за жал многу мал дел од нив после ја одржуваат таа телесна тежина, така да диетата треба да биде програмирана да стане дел од навика во однос на исхрана, во однос на физичка активност, и тоа да биде сигурно дека постепено, веројатно ќе доведе и до подолготраен ефект од диетата, отколку нагли диети, а после враќање па дури и надминување на претходната телесна тежина. Така да многу не ги препорачувам тие ригорозни диети. Секогаш е прашањето од пациентот која диета е добра. Ја обично на шала знам да им кажам се што е вкусно да не се јаде и дека таа диета носи резултат. Тоа треба да биде еден програм долготраен за да се намали телесна тежина и програм да се одржи таа телесна тежина.
Дали точно дека е најпроблематична стомачата дебелина и дали стомачата дебелина на некаков начин е поврзана со кардиоваскуларното здравје? Стомачната дебелина е параметар кој го одредува кардиоваскуларниот ризик фактор. Со последните препораки, струк, обим на струк над 94 см за мажи и над 80 за жени, веќе спаѓа е знак за зголемен кардиоваскуларен ризик. Тоа е пред се поради таложење на мастите во таа стомачна дебелина или тој пивски стомак кај мажите. Тоа зголемена количина на масно ткиво го нарушува метаболизмот, создава други проблеми кои индиректно укажуваат на зголемен ризик. Така да телесната тежина може да биде добра, меѓутоа и обимот на струкот треба да биде регулиран. Ќе ги вклучиме во програма и гледачите. Почитувани, од овој момент емисијата е контактна, слободно можете да се јавите на телефонот на телевизија Тилма и да поставите прашање кое што е поврзано со темата на која што денеска говориме. А ние понатаму продолжуваме со она што го издвоивме на листата како кардиолошки совети за 2025 година. А тоа е регулацијата на нивото на холестеролот и триглицеридите во крвта. Знаеме дека сето ова може да биде поврзано со животниот стил, односно со начинот на исхраната. Доколку се промени начинот на исхраната, значи ли дека ќе се регулира и нивото на холестеролот и триглицеридите во крвта или не е секогаш така? Начинот на исхрана, физичката активност ќе го намали нивото на триглицеридите и на холестеролот. Меѓутоа, за секој од нас мора да знаеме која е бројката односно вредноста на холестерол и триглицериди што треба да ги имаме. Тоа зависи дали имаме присутни други кардиоваскуларни ризик фактори. Ако сме пушачи, возраста, присуството на шеќерна болест, тоа значи дека вредностите на холестерол кои треба да ги имаме се пониски и пониски. Во Америка имаше, во Соединетите Американски држави, една кампања, јавна кампања, дали го знаете вашиот број, односно дали го знаете вашиот кардиоваскуларен ризик, и сите мерки кои ги превземаме зависат од тој наш ризик. Ако ризикот е поголем, бројките на холестерол, триглицериди во крвта треба да бидат пониски. Исхраната е еден дел и од нормалните вредности кои што се зададени, особено за луѓе кај кои имаме докажано атеросклероза, прележан мозочен удар, атеросклеротични промени на каротидните артерии, прележан срцев удар, веќе кај нив целните вредности на холестеролот се далеку под она што го гледаме како нормални вредности на извештаите од лабораторијата. И тие вредности тешко се постигнуваат само со диета. Потребна е соодветна терапија. Пред да преминеме на терапијата со статини, ќе ги вклучиме гледачите со нивни прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторот и до вас. Ви благодарам. Ме интересира, се работи за млада личност, 38 години, има доживеено 5 месеца инфаркт и ставено еден стент. Може ли сега да лете со авион, после 5 месеци, или не може? Значи, прашањето ви е околу патувањето. Да. Дали може да се патува со авион по вграден стент 5 месеци по интервенцијата? Добро. И дали може да се деси ова пак, например, кај дечкото, или? Значи, има ли шанси да се повтори проблемот? Да се повтори, да. Благодарам многу. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, доктор. Летањето со авион не е проблем ако е во добра општа состојба. Препораките се редовно лекови, ако оди надвор од државата да има доволно терапија со себе, да не прави прекин во терапијата, а за жал таа компликација, тој настан може да се повтори. Атеросклерозата е процес што напредува, се развива, може да зафати и друг крвен сад и затоа е битно сите тие ризик фактори да ги смалиме на минимум. За да ризикот го намалиме, меѓутоа за жал може да се повтори ист таков настан на друг крвен сад. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Ден. Повелете, во програма сте.
Вака, јас сум 39 години. Така. Пред еден месец правев овие лоши добар холестерол, ЛДЛ и ХДЛ. ЛДЛ од холестеролот ми беше нешто многу минимално подкачен, ако е до 3,5, 3,9. Прашањето до докторот ми е, дали при таква вредност треба нешто да се земе првично на природна база или одма да се премине на лек од типот на што ги симнува масите, аторис, росувастатин. Ви благодарам. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Да, доколку нема друг ризик фактор, значи нема шеќерна болест, непушач, добра телесна тежина, би можело да се нели во неколку месеци да се интензивира стилот на живот, значи да се намали телесна тежина, да се зголеми физичка активност и некои суплементи, обично јас ги препорачувам препарати на црвен орис, ферментиран црвен орис, кои се изванично дел од нашите препораки за лекување на дислипидемија и може да се проба со нив за да се дојде во таа некоја оптимална граница. Колку време може да се земаат овие? Може да се- Црвениот орис може да се подготви? Не, тоа се посебни препарати кои ги има Така. како суплементи без потреба од лекарски рецепт и кои имаат ефект во нели мал процент, меѓутоа сепак намалуваат вредност на ЛДЛ холестеролот, на лошиот холестерол. Со слатините не треба да се брза Па предпоставувам. на ваква бројка 3,9, ако нема други ризик фактори, вреди да се проба со стил на живот и со суплементи. А што доколку е генетски проблемот, некои луѓе си имаат едноставно подвисоки вредности на холестеролот и покрај тоа што се слаби и што правилно се хранат? Да, утрово имав во амбуланта 28 годишен пациент кој има фамилиарна дислипидемија, тоа е генетско нарушување, каде што и најидеално да се храни црниот дроб ќе ги создаде тој холестерол и тие триглицериди, кај него беше мешана хиперлипидемија. Таму веќе само со високи дози на лекови, како што се нели прв чекор статините, сега има и комбинација од два лека кои се ефикасни и ги намалуваат 50 па и повеќе од 50% вредностите на холестеролот и на триглицеридите. При да преминеме на статините, ќе им дадеме предност на гледачите. Имаме уште две прашања од гледач. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете. Ве слушаме одлично во програма. Добар ден. Добар ден. Да прашам доктора, јас сум 75 години, Така. а операција сам правена на 26 февруари. Ќе направам една година. Дали можам да возам точок? Дали можете возите точак, а каква операција имате направено? Имам стен и два байпаса. Стент и два байпаса. Ви интересира каква физичка активност можете да имате и дали можете да возите велосипед, ако добро ве разбрав. Да. Така, добро ви благодарам за вклучувањето во Чекајте програма. малку, а шекери не чув шекери, дали е дозволено и шекер. А имате и Благо. шекер. Докторе, да немате некој Немам прашање? шекер, немам шекер. А немате шекер. Немам шекер, немам. Така. Може да возите, меѓутоа да внимавате, не ви треба некоја повреда плюс на после две вакви операции. Начелно може, да, не е пречка. А каква физичка активност ја препорачувате кај лица кои што имале некаков кардиоваскуларен инцидент и потоа вграден стент, байпас? Изборот е и малци индивидуален. Некој сака справа, некој сака да пешачи, некој сака планина, така да тоа е индивидуално. Важно е да се исполни оној минимум од 150 минути на умерен и повисок интензитет на физичка активност. Значи нема некоја физичка активност што би била забранета? Не. Предпоставам кривање на тежина, Не, тегови, нешто такво, зборуваме тоа е. за физичка активност, нели, кардио вежби, тоа значи движење, оние изотонични вежби на дигање тегови. Сега со последните препораки се препорачува да има одреден број на минути и на такви вежби, за да се зацврсти мускулатурата, да се одржува мускулатурата и тоа е исто дел од физичката активност. Така, значи велосипед е прифатливо, но да внимава гледачката да не настане некоја повреда. Да, затоа што знаеме како се вози, Да низ каков е градот. сообраќајот Јасно. на нашите улици. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Го очекуваме вашето прашање, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, до докторот. Ви благодарам.
Јас сум срцев болесник. Така? Пред година дена ми вградија песмейкер во срцето. У последно време и добивам вртоглавици навечер во спиењето. Од што Така, од што може да биде овој проблем? Дали од е што се поврзан? добиваат тие вртоглавици и некој совет од докторот? Докторе, да имате некои прашања? Едно е да се провери работата на пейсмейкерот, дали во текот на ноќта кога нормално срцето работи поспоро, ако е тоа многу бавно може да прави вртоглавица, а друг проблем може да е некоја спондилоартроза на вратна кичма, па при одредени положби, на пример лежење, таа спондилоартроза да прави вртоглавица. Прв чекор е контрола на пейсмейкерот, техничка контрола, да се види активноста, да се види дали е тоа поврзано со срцето. Така, докторе, ние продолжуваме онаму каде што запревме, кај лековите за намалување на мастите во крвта, а тоа се статините. Кому се препорачуваат како терапија, бидејќи се вели дека не треба да се брза со нив? Ние сме малце конзервативни со таа терапија со статини, меѓутоа бенефитите од статините се многу кратно поголеми отколку некој ризик, така да сите оние пациенти што се со висок кардиоваскуларен ризик да добијат мозочен удар или срцев удар и кои имаат вредности на холестерол над бројката што е дозволена за нив, би требало да земаат терапија со статини, особено како што се вака пациенти кои веќе имаат стент, кои имаат бајпас операција, кои имаат докажано атеросклеротска болест на крвните садови. Докторе, но може да се прочитаат некои информации дека статините доведуваат до деменција, до Алцхаймер. Има ли вистина во тоа? Значи, повеќе студии се правени, ниедна студија не покажала дека терапијата со статините води кон деменција, така да тоа е лек со висока безбедност. Може да дадат мускулни болки, меѓутоа и најчесто и појава на таа симптоми е поврзана кога нели ќе се прочита упатството или ќе се прочита интернет, па боли, еве и мене сега ме боли од лекот. Меѓутоа статините се лек кои имаат огромен ефект во превенција на кардиоваскуларни компликации и доколку е препишан треба да се зима според препораката. Значи нема пауза да се одмори организмот, да се одмори црниот дроб од терапијата со статини, или мастите ми се во граница на нормала, па ќе ја смалам дозата. Не, сето тоа мора да биде во консултација со докторот кој го препишал лекот. Дали овој лек обично се зема доживотно? Да, ако има докажана атеросклероза, ако е фамилиарна дислипидемија, ако ризикот е висок, тој лек се зима и доживотно. А ако пациентот не го толерира добро, има ли некоја алтернатива? Тогаш е веќе друг, има алтернативи, има други групи на лекови кои ќе го заменат статинот, меѓутоа и тоа откажување од статинот да биде проверено. Дали таа интолеранција, нетрпеливост кон лекот е стварна или се работи за моментална појава на некакви несакани ефекти. Ќе разгледаме уште еден кардиолошки совет, а тоа е регулација на крвниот притисок. Докторе, постојано се менуваат некои препораки кога станува збор за крвниот притисок, се снижуваат границите за тоа што значи нормален крвен притисок. Зошто е тоа така и што е денеска нормално кога станува збор за крвниот притисок? Да, крвниот притисок е сериозен проблем медицински, затоа што е еден од најчестите причинители за кардиоваскуларни компликации. Иако диагнозата на висок крвен притисок, на хипертензија е многу едноставна, нели апаратот кој скоро секое домакинство го има дома, скоро сите можеме сами да измериме крвен притисок. За жал таа диагноза не се поставува доволно често колку што треба. Лекувањето е едноставно, тоа не се некакви интервенции и операции. Значи тоа се една или две таблети кои треба да се испијат, да се земаат секој ден. Меѓутоа, за жал, во светот немаме добра регулација на хипертензијата. Од 4 пациенти со хипертензија, само еден успева правилно и доволно добро да го лекува притисокот. На што се должи тоа?
Малце има кривица и на докторите. Постои една клиничка инерција да докторот недоволно дава доза на лекови, односно ги субдозира пациентите, недоволно поставува често диагноза или го одложува почетокот на третманот, се со идеја, нели, малци под притисок од пациентот, дека ќе ослабе, дека ќе вежба и со тоа ќе го регулира крвниот притисок. Да, тоа е првиот чекор, е стилот на живот, меѓутоа кај најголем дел од пациентите потребно е да се зима редовно терапија и тоа најчесто по 2 лека. Со еден лек по правило тешко се регулира хипертензијата. Што значи регулација на хипертензија? За најголем дел од пациентите со хипертензија, оптимален крвен притисок кој треба да го постигнат е 120 до 130 високиот, односно 70 до 79 тој малиот или диастолниот крвен притисок. Аха. А ако некој има 140 со 90, тоа е висок крвен притисок? Тоа е веќе граница. Сега по новите препораки се над 140 или над 90 се смета за хипертензија и барат третман. Со новите препораки има една група на, да ги наречам, пациенти кои имаат покачен крвен притисок. Тоа се пациентите кои имаат 120 до 139 и кои имаат нели од 80 до 90. И тоа е веќе група која, ако има придружни ризик фактори, треба да се лекува и да се третира. Ќе вклучиме гледачите со прашања. Добар ден. Се исклучија? Да, го имаме следниот гледач. Помислив дека немаме повеќе гледач во програма, повелете. Ало? Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Добар ден. Докторот спомна дека за намалување на триглицериди и холестерол препорачува екстракт од црвен орис. Добро. Во продажба го има хартиколот, хартикол плюс. Колку време треба да се зима откако ќе се нормализираат маснотиите и дали треба пауза со овој лек да се прави? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Нели, целта е да постигнеме добри бројки. Не значи кога ќе ги постигнеме, ако се прекине терапијата, веројатно тие бројки ќе се вратат на старо, да кажам, или на почетните вредности, така да тоа е долгорочна терапија. Нели, често прават пациентите сами проба, ќе го прекинат, меѓутоа за жал за кратко време тие бројки се враќаат повторно над нормалата. И овие екстракти се со ограничен ефект, значи можат кај лесно зголемени вредности на холестерол да ја намалат. Кај енормно зголемени, кај пациенти со зголемен кардиоваскуларен ризик, сепак овие препарати ќе немаат задоволителен ефект. Таму ќе бидат статините. А меѓу другото, да речеме, се пациентот зема статини. Ќе мора да направи и промена во начинот на исхраната или ќе може да се храни нормално како што се хранел до тогаш и само да го зема лекот? Значи, стилот на живот во однос на исхрана, сол и физичка активност е првиот чекор. Се друго е втор чекор. Значи, тоа е неизбежен чекор. Тоа е неизбежен чекор. Значи, да не биде пијам статини, можам да јадам што сакам. Не. Ќе се внимава, ќе се намалува телесна тежина и ќе се земаат статини. Ако сакаме успешна регулација на холестерол. Да се навратиме сега на покачениот крвен притисок. Споминавте дека има една категорија на пациенти, чисто притисок е помеѓу 120 и 100... До 139, до 149. Но доколку имаат ризик фактори, потребно да земаат терапија за нормализирање на крвниот притисок. Може ли кај нив да се јави проблем па сега со нагло спуштање на притисокот? Да, може лекот. И тука пак да кажеме дека првиот чекор е стил на живот, а после се, доколку еве за 3 месеци не постигнат вредности оптимални од 120 до 130, се дава и терапија, се даваат лекови. Ако просечната вредност на крвниот притисок доаѓа под 120, тогаш таа доза треба да се намали, или па може да биде тоа еден период каде што пациентот ќе има добар крвен притисок, дури и да се прекине терапијата со лекови. Ќе ги вклучиме гледачите. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден, се надевам дека успешно ќе се вклучи гледачот. Ве слушаме. Поздрав до емисијата, прашање до докторот. Така? Да.
маснотите ми се сите три врсти на масноти ми се во према дозволените медицински прописи. Меѓутоа препорачано ми е рози, комби 20-10 да пијам, сега тие го намалуваат испод нормите што ги намалуваат маснотите. Дали да ги пијам, да продолжам, или пак бидејќи се маснотите во границите, да престанам да ги пијам. А дали имате некаков 20-10. Дали имате некаков здравствен проблем поради кој што ви се препишани овие лекови? Некаков проблем со срцето сте имале? Не, немам некој здравствен проблем, меѓутоа ко отидов таму имаше помал проток на крвта низ крвните садови. Помал процентуално онака како што е према сите три. Така, значи намален ви е протокот во некој од крвните садови, ако ве разбрав Крвните добро. садови, да. Така, добро. Со процент. Да немате уште некои прашања? Да. Па не, значи тие Ви благодарам за вклучувањето. Повелете. референтни вредности што ги гледаме на извештаите од лабораторија е за популација која нема ризик фактор. А ако постои ризик фактор, зависи кој и колку се, тие граници, тие референтни вредности се пониски и пониски. Например, ако е нормално за ЛДЛ холестерол до 3,5, за пациентите кои имаат прележано срцев удар, пациентите кои имаат статин, треба да имаат под 1,8 ЛДЛ холестерол, односно под 1,4. Значи тоа е скоро двојно помалку. И тогаш тоа се постигнува со давање на терапија со статин. Како што кажавте во емисијата, индивидуална проценка се прави за секој пациент. Индивидуална, да. Мора, за тоа е нели важно да се разговара со докторот, со интернистот, со кардиологот, колкав е ризикот, тој да се одреди, да се пресмета и да се одредат кои се целите на лекувањето. Значи гледачот да продолжи да ја... Да, ете, чим има некаков проблем со протокот, веројатно е оправдано да ја зима таа комбинација на лекови за да постигне понизок холестерол. Постои тој страв да не е многу низок ЛДЛ холестеролот, нели, 2,0 или 1,5, ама нормално било до 2,5, нели, јас сум испод долна граница. Новороденчето се раѓа со вредност на ЛДЛ од 0,6 до 1, така да не е тоа 1,5 не е низок ЛДЛ холестерол. Ќе ги вклучиме и останатите гледачи со прашања. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Ти ме молам, јас пред една година имам правено байпас. Така? И ме интересира, друга пред мене веќе чекала. Ме интересира до која тежина можеме да носиме ние со таа операција. Така, колку можете тешко да кревате, ако ве разбрав добро? Така, доктора? Добро, првите месеци после операција заради раната е ограничено носењето на тежина. Сега тоа е индивидуално. Нели зависи од конституција, од сила на пациентот. Меѓутоа сигурно дека екстремни товари нема потреба. Но она што е секојдневие до продавница... Да, може ли да се испазарат со торби да се вратат дома? Да, тоа што е секојдневие е дозволено. Значи нема препорака да не се крива повеќе тежок товар? Се е тоа индивидуално. Нели, 4 кила за некој е многу тешко, за некој не е тешко, така да не можеме да лимитираме општо за сите. Така. Во првите месеци, додека зараснува раната после бајпас операција, потребно е внимавање и забрането е подигање на тешки работи. Ке го слушаме прашањето и од следниот гледач. Добар ден. Нема? Добро, продолжуваме понатаму. Уште едно прашање во однос на крвниот притисок. Што советувате кај оние пациенти кај кои што крвниот притисок не може никако да се регулира со терапијата? Па постојано менуваат, прават различна комбинација на лекови? Многу е важна упорноста, многу е важно придржување кон режимот на препишаната терапија. Значи, лековите се зимаат редовно, да не биде денеска крвниот притисок е добар, нема да го испијам лекот, затоа што после следните неколку дена тој ќе биде висок. Лековите се зимаат секогаш во правилна доза и да се внимава да бидат во ист временски период. Има многу класи на лекови, се прават комбинации, секогаш се бара она што најмногу одговара на пациентот, односно комбинација со која ќе постигне таа цел 120 до 130, односно 70 до 79. За жал има и пациенти
Тоа е така наречена резистентна отпорна хипертензија, Кои што не реагираат на лековите? едноставно не можеме да постигнеме сакани ниски вредности на крвниот притисок и покрај тоа што примаат 3 и 4 лекови. Ке вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Ало? Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Повелете. Добар ден. Повелете, го очекуваме вашето прашање. Ме слушате, така? Да, одлично ве слушаме. Па сега вака, доктор, да опрашам. Ја имам интервенција на АСД. Јас ке ве замолам само разговорот да го следите преку слушалката, намалете го тонот на телевизорот. Па еве го намалено ме тоа. Така, добро го очекуваме вашето прашање. Имам интервенција на АСД. Добро. Добро. На срцето, така? Доктор знае, нели? Да. Па сега, со крвниот притисок, како можеме да се регулирам? Кога имам, кога немам и така? Ако АСД-то е затворено, нели тука веќе нема мешање на крвта, нема комуникација, така да тој проблем на вродена срцева мана е решен. Ова е веројатно независно од АСД-то, со редовна контрола на крвниот притисок и редовно земање на препишаната терапија. Така. Сега веќе и самиот процес на мерење на крвен притисок е точно одреден, како пациентот треба да седи со двете нозе на подот, со грбот подпран на столицата, раката, да се поседи неколку минути откако ќе се стави манжетната. Потребно е секогаш да се измери 2 пати, па да се запише средната вредност. Колку пати во текот на денот тоа да се прави? Препораката е обично наутро кога ќе се стане пред да се земат лековите и по можност, ако може вечерта околу 19-20 часот, уште еднаш. Сега и новите препораки веќе во обзир го зимаат тоа домашно мерење. Значи, ни е многу важно да следиме ефектот од терапијата, затоа што вредностите на крвниот притисок во болница се секогаш малку или малку повеќе повисоки. Така да тоа... Поради оној страф од бел мантил? Да, се патува до болница, гужви, такви се условите, нели, амбуланта, стравот свесен или подсвесен од бел мантил, тој секогаш постои. Така да секогаш во обзир го зимаме и она што го викаме дневник за крвен притисок, каде што пациентот ќе го едуцираме како да мери, како правилно положбата за време на мерење притисокот, да мери 2 пати и средната вредност да се запише. Ке го вклучиме и следниот гледач во денешната емисија. Добар ден за него. Ве слушаме, но слабо. Добар ден. Ало? Ве слушаме, да, во програма сте, повелете. Па пред малку се јавив јас. А само да ми каже докторот зошто ми се црвени образи, ми се уцрвенат. Имате црвенило во образите? Да. Па се сомневате, претпоставам, ова да не е поврзано со срцето и крвните садови? Да. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Може ли ова да биде поврзано со кардиоваскуларниот систем? Може, сега вака не би можел да... Значи, потребно е да се направи исследување. Да, нека од многу причини тоа може да се јави. Да се види проблемот. Дали е тоа постојано, дали е тоа менливо, дали се тоа некои флашови или стварно е промена на кожата. Може да биде поврзано и со некои заболувања, нели да се провери функција на бубрези, анализи на крв, така да сепак да се види дали е тоа или може да е само едноставно тен. Така. Уште еден гледач имаме, ако не се лажам. Добар ден. Нема. Во ред, продолжуваме понатаму, зборувавме за покачениот крвен притисок, но што е со нискиот крвен притисок? Дали тој може да создаде некакви проблеми со срцето и крвните садови? Помладите нели имаат реално понизок крвен притисок. Едноставно тоа не е ризик, не е нешто што треба ние сега да ги качуваме тие вредности. Кај луѓето кои земаат терапија и кои имаат крвен притисок под 120 или под 110, зборувам просечни вредности, не поединечно мерење, него ако просекот е под 120 или под 110, веројатно треба да се намали дозата на антихипертензивна терапија. Затоа што не е препорачливо и да е толку низок крвниот притисок. Одиме понатаму. Следно на листата ни се редовните кардиолошки прегледи. Па колку често треба да се прават контролни прегледи
на срцето и крвните садови и зошто секогаш кога се прави систематски преглед или пак влегуваме во интернистичка ординација кај кардиолог, се изведува ЕКГ? Да, нас ЕКГ-то ни е основната диагностика, основната метода на испитување. Превентивните прегледи, зборувам нели кај општа популација, каде што нема докажано заболување, би било добро еднаш годишно. После 40-та, особено после 50-та година, веќе тие бројки со начинот на живот, со ризик фактори кои нели едно воздушно загадување сега во сите наши препораки стои како ризик фактор, на пример за срцев удар, за висок крвен притисок. Така да од 40-та, а обавезно од 50-та година од животот, еднаш годишно превентивен кардиолошки преглед. Тука е нели мерење на крвен притисок, електрокардиограмот или скратено ЕКГ. ЕКГ-то ја покажува електричната активност на срцето и многу аномалии, многу заболувања се гледаат на многу едноставен начин нели на таа лента што ја сликаме. Со тоа што и ЕКГ-то не секогаш ќе покаже одредени болести на срцето. Значи може да имаме добро ЕКГ, а болест на срцето? Може да имаме идеално ЕКГ, меѓутоа кога го правиме обичното ЕКГ, нели пациентот лежи, мирува, потребите на срцето тогаш се мали и не секогаш ЕКГ-то ќе покаже. Меѓутоа заради тоа ако постои некакво сомнение или ако пациентот има зголемен ризик, препорачуваме коронарен стрес тест. Тоа е одење на лента или возење на велосипед, каде што едноставно срцето, пациентот го ставаме на физички напор и гледаме при физички напор како е крвниот притисок, како е пулсот и како е ЕКГ-то кој не треба да направи промени и при напор. И стрес тестот е исклучително добра, едноставна метода која ни дава многу податоци и може да открие многу заболувања. За здрав кардиоваскуларен систем многу е важно да се ублажи стресот. Не сите можеме да го избегнеме стресот, тоа е дел од секојдневието, но што можеме да направиме за да ги минимизираме последиците од него? Да, стресот е нешто што не можеме да го измериме, што делува на нас, делува кумулативно, се собира. Сите наоѓаме некаков начин да го намалиме тој стрес, да се ослободиме и да го спречиме и не е можно веќе во нашето секојдневие и професијата. Секој од нас мора да најде начин како да се релаксира. Дали е тоа нели физичката активност е сигурно еден од одличните начини за намалување на негативните ефекти од стресот. Некој е хоби, домашни животни, нели. Сите индивидуално треба да најдат начин. Меѓутоа, стресот е нели ризик фактор кој често пати не го гледаме, не го приметуваме и не можеме да го измериме. Крвниот притисок ќе го измериме, меѓутоа стресот не. Меѓутоа, еве пак ќе ве прекинам, коронарниот стрес тест е начин да се проверат последици, ефекти од тие негативни влијанија. Сега веќе има нови генерации со посебни софтвери, како што е HyperQ стрес тестот, каде што можат и тие промени кои обично не се гледаат на ЕКГ-то, тие анализи на електричната активност да укажат на пореметување многу порано пред да настанат значајни клинички промени. Докторе, продолжуваме понатаму. Прекин на пушењето, на пиењето алкохол и добар сон. Тоа е исто така еден убав совет за здравје на срцето и крвните садови. Јас би се задржала тука на пиењето алкохол, затоа што некаде може да се прочита дека умерениот внес на алкохол не наштетува на кардиоваскуларниот систем и тоа е една чашка за жените, 2 чашки за мажот во текот на денот, но на други места пак ќе наидеме на информација дека ниту една капка алкохол не е пожелно да се внесе ако сакаме да имаме здравје, општо добро здравје и здравје на срцето и крвните садови. Па каде е вистината? Вистината, нели, најоптималната препорака е без алкохол. Тоа дека една чаша вино дневно
во некои земји живеат подолго баш да, заради тој француски синдром, да, баш што се заради наведува. таа чаша вино, меѓутоа живеат покрај море заедно со маслинов зејтин, со многу сонце, со Значи повеќе фактори се во порелаксирано, прашање. така да дискутабилно дали е тоа само последица од таа чаша вино. Тие што не пијат алкохол не треба да се стимулира дека почнете да пиете алкохол. Тој што не пие да не пие. Тие што пијат и што не можат, нели, границата е таа. 1 пијалок за жени и 2 пијалока за мажи во текот на еден ден. При што не се дозволува собирање. Нели, ако 5 дена не сум испил по 2 чаши, сега шестиот ден да се надокнади тоа, не. Тоа е нормата за еден ден. А што говори вашето искуство? Каква е културата кај нас во однос на пиењето на една чашка алкохол за да се намали крвниот притисок? Да. Бидејќи има постои такво народно убедување дека тоа е корисно. Да. Велат и старите лица порано така го почнувале денот. Може би го почнувале, меѓутоа не е решение за крвниот притисок, нити алкохолот, нити па лукот. Тоа е некако кај нас традиционален лек за висок крвен притисок. Да, велат лукот дека го намалува крвниот бил притисок. природен антибиотик, бил антиоксиданс, бил антихипертензив. Се знаат терапијата која намалува крвен притисок. Добриот сон? Добриот сон, да. Веќе тоа е влезено во препораките за она што е здравје. Тука и добриот сон, квалитетен сон и саатите на спиење. Колку часа е оптимално? Или секој да си го следи биолошкиот часовник? Па да има 8 часа или баре 6 до 8 часа да има сон квалитетен. Тоа е основа за значи неспиењето, несоницата е сериозен проблем. Многу посериозно отколку што го мислиме. Контрола на хроничните болести е исто така совет кој што е неизбежен за здравје на срцето и крвните садови, но и на општото здравје. Тоа значи високиот крвен притисок да се нормализира, нивото на мастите во крвта, шеќерот во крвта. Да, нели, ето тоа не го ставивме на листата, но за 25-та година да имаат добар притисок, да имаат добри масти во крвта, нели, добар сон и сето тоа. А овие препораки се особено важни и значајни кај луѓето кои веќе имаат хронични заболувања, особено кои имаат заболувања кои ги сметаме за кардиоваскуларен ризик фактор, нели, повторно мастите, високиот крвен притисок, шеќерната болест. Голем дел од пациентите со шеќерна болест за жал стануваат наши пациенти, така да сите овие препораки, интензитетот на регулација и внимавањето треба да биде уште поголема кај пациентите кои веќе имаат хронични заболувања, кои имаат особено кардиоваскуларни ризик фактори. И нашата листа заокруживме со советот кој што вели: информирајте се од релевантни извори. Многу често кога луѓето имаат некаков здравствен проблем, советот го бараат во групите на социјалните мрежи. Или во оние кратки видеа кои што се појавуваат на Инстаграм, каде што секој може да сними некаква препорака и насока за здрав живот или пак за некаков третман. Па да, на секоја вест што ќе побараме на интернет, доле има веројатно 10 линка поврзани за совети како до подобар притисок, вашиот доктор не ви ја кажува вистината, пробајте ова, пробајте тоа. Не, има нели официјални емисии како што е оваа, има официјални веб страни кои нели каде што е наведен изворот на информацијата, тоа секогаш мора да се провери, да не биде тоа дека оваа информација е земена од тој портал, па кога ќе отидете на тој портал испаѓа дека е превземена од трет, четврт и наназад се губи трагата, а многу често тие информации се поврзани со бизнис интереси на одредени препарати и одредени компании. Значи референтни страни, референтни извори каде што пишува од каде е таа информација или кој е авторот на таа информација. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Тилма Амбуланта и за сите совети што им ги дадовте на нашите гледачи. Да, еве, добро здравје Дедо Мраз да донесе на сите нас. Така. Да. Еве со оваа убава желба,
ги го заокружуваме и денешното издание на Телма Амбуланта. Докторе, ви се заблагодарувам уште еднаш за гостувањето, а им се заблагодарувам и на гледачите што не следеа и овој пат со внимание. Ова беше уште една Телма Амбуланта која што реализиравме во соработка со приватната болница Жан Митрев. Ви посакувам пријатен ден.